Уште еднаш благодарам за присуството и се надевам воведо што го направи професорот Петко доволно ме мотивираше за посериозно, така поконцентрирано да го следите ова мое излагање, предавање на темата Светото писмо патеводител во решавање на лични и општествени кризи. Значи, не случајно кога говоревме за тоа кои теми да ги работиме на овој циклус на предавање, не случајно ја земав оваа тема, затоа што оваа тема навистина ме допира и како христијанин, и како човек кој живее во ова и вакво време, знаете, 21. век, Македонија во 21. век и сите оние предизвици со кои се соочуваме на секаков план. Оваа тема ме мотивираше и од аспект на свештенослужител, на пастир, на духовник. Затоа што секојдневно се соочувам со тој момент дека луѓето како личности доживуваат криза, се соочуваат со кризата, исто така и ние како општество, како држава, како црква се соочуваме со криза и така натаму. Некогаш успешно се соочуваме со кризата, наоѓаме решение како да излеземе, но најчесто не успеваме. Најчесто не наоѓаме вистински начин да ја пребродиме кризата, односно да го решиме проблемот и да најдеме на вистински начин решение како да одиме понатаму. Затоа што тоа е така, затоа што често се случува да не може да најдеме вистинско решение и на личен и на општествен план, ние започнуваме да тонеме духовно, морално и на секој друг план и како личности и како општество. Затоа, така се обидов искрено да ви кажам, амбициозна е темата и во себе носи многу нешта, многу прашања отвора, многу и решенија носи со себе си, но еве, ќе се обидам со Божи благослов да проговорам за оваа тема, па колку ќе успеам, вие ќе потврдите на крај. Значи, пред да објаснам што ние всушност доживуваме како криза, кога доживуваме криза, треба првин етимологијата на самиот збор. Многу е битна, видите, многу е битно да го разберете значењето на самиот збор кога се соочувате со некаков проблем. Ако говориме ние дека ние се соочуваме со криза, тогаш што е всушност тоа? Со што се соочуваме ние? Зборот криси е грчки збор и има значење на став, размислување, оценка, проценка и така натаму, а крисис е овој збор со кој ние всушност се соочуваме, односно таа состојба, која буквално, овој збор буквално преведено на македонски значи суд, просудување или да се најде начин, како на вистински начин да се просуди, да се излезе од некаква состојба во која се наоѓаме, или исто така овој збор го носи ова во себе како порака. Значи, кризата е точка на прекршување. Значи, видите, кога ние доживуваме личностна криза, ние се наоѓаме во една состојба на точка на прекршување. Значи, некои нешта во нас се прекршуваат. Ние се наоѓаме на некаква раскрсница. Ме разбирате? Тоа е. Значи, и сега, видите, кога се наоѓаме во криза, односно во точка на прекршување, во една состојба на суд, значи, ние, кога се наоѓаме во таква состојба, ние имаме потреба да излеземе од таа состојба, затоа што таа состојба таква како што е, ни просудува, според моменталната состојба, дека ние мора да најдеме решение, односно излез од состојбата во која се наоѓаме. Доколку не најдеме излез од состојбата во која се наоѓаме, реков пред малку, нашата личностна, духовна, морална, семејна, општествена, црковна и така натаму состојба или криза ќе стане уште посериозна. И затоа е многу битно, од неопходно значење, да ги решаваме кризите. Односно, кога ќе дојдеме кога ќе се соочиме со точката на прекршување, односно, кога ќе се соочиме со кризата, односно со судот, за една состојба која во најголем процент секогаш е всушност негативна, тогаш ние
мора да најдеме излез, да најдеме начин како да излеземе правилно од таа точка на прекршување, односно од таа состојба на криза. Значи јас, видите, кога се говори за оваа проблематика, можеме да наброиме милиони и милиони состојби на кризи. Всушност, колку луѓе постојат на планетата Земја, толку кризи постојат. Секој од нас се соочува со своја криза, со своји точки на прекршување, со своји искушенија, со своји проблеми, прашања и така натаму и така натаму. Но јас избрав неколку точки само, односно неколку, затоа што сме лимитирани со времето, неколку нешта, неколку кризи кои за мене, значи, тргнувам од себе како личност и како духовник и како свештенослужител, за мене се најактуелни. Се можеби за вас, можеби не се најактуелни, но за мене се најактуелни. Но се надевам дека и за вас ќе бидат актуелни. Значи, првата криза со која се соочуваме сите ние, првата точка на прекршување, со која се соочуваме сите ние како духовни суштества, како богосоздадени личности, како образи Божји, новопадната состојба на екзистенција, во огревовеност, во духовна успиеност, е оваа криза. Криза која е последица од духовната успиеност или од нашата грешност. Значи, нема човек на планетата Земја кој не се наоѓа во оваа криза. Односно, во оваа точка на прекршување, односно во оваа состојба. И сега внимавајте. Најголем процент од проблемите, најголем процент од страданијата и сите нешта што нашиот живот, а и животите на другите луѓе го прават неквалитетен, е таа состојба кога ние не сме свесни, односно немаме сознание дека сме во криза. Разбирате? Ова е најстрашната криза. Кога човек не е во состојба на свесност дека не е духовно разбуден, односно нема неговата личност, односно неговиот личностен идентитет, неговиот образ, тоа што е неговото собство, е во состојба на духовна успиеност или во состојба на огревовеност или во состојба на богонепознавање и себе непознавање. Видите, огромен процент од луѓето на планетата Земја се наоѓаат во таква состојба. И сега кога човек се наоѓа во оваа состојба на криза, тој не е свесен за својата криза. И не свесен за својата криза, тој, како што реков пред малку, живее неквалитетен живот, односно живот кој нема вредности во себе и нема вистини во себе. И тој човек влегува од криза во криза, од страдање во страдање, ме разбирате? И што е најинтересно, влегувајќи од страдање во страдање, самите страдања, самите болки, што тој ги доживува, живејќи во една таква состојба на духовна неразбуденост, тие болки, наместо тие да го потикнат, како што и често прават, да не потикнат да се разбудиме, тие болки тој уште повеќе ги мултиплицира. Затоа што, не знаејќи како да го реши својот проблем на духовна неразбуденост, не сакајќи да се соочи со себе си и не сакајќи вистински да се соочи со своите проблеми, тогаш тој не ги решава проблемите, како што реков пред малку, и бега од проблемите. Бега од точката на кршење, бега од решенијата и тогаш уште повеќе си ги усложнува своите проблеми. Всушност, нема човек, ви велам, на планетава Земја кој не се наоѓа во оваа состојба на криза. И сега, темата на предавањето е Светото писмо како раководител, значи, раководител кој треба да ни помогне да излеземе од личните и од општествените кризи. Еве што самото Свето писмо ни сведочи, односно, еве што самиот Христос, самиот наш Спасител ни сведочи, а тие негови зборови се запишани во Светото писмо, а длабоко сум сигурен дека многумина од вас ги знаете овие зборови, Христови. Тоа е она парабола на Христос за блудниот син и така натаму. Не можам целата парабола да ја напишам, само оно што е најсуштинско, оно што е битно за нас. Како се излегува од оваа личностна криза, од кризата на духовната успиеност, од кризата од нашата огревовеност. Вели вака самиот Христос:
па стана се мисли за блудниот син и отиде при татка си. Како ова да го разбереме, браќи и сестри? Па стана Ивица, па стана Славко, па стана Горан, Зоран, Славица и така натаму, стана, значи се придвижи, реши да ја смени состојбата во која се наоѓа. Но видите, ако решите вие да ја смените состојбата во која се наоѓате, односно, ако решите да ја надминете кризата во која се наоѓате, ако решите да го решите проблемот со вашиот живот, вие треба некаде да се упатите. Кон кого? Ме разбирате? Многу често луѓето избираат погрешни идеологии, проблематични учења и така натаму и така натаму. И наместо нивната личностна криза да биде решена, таа уште повеќе се комплицира. Еве што ли вели Христос? Па стана блудниот син, стана синот што беше во изгубена состојба и отиде при својот татко. Значи, нашето духовно будење, нашето придвижување кој има за цел да не изнесе од кризата во која се наоѓаме, е да се вратиме кон нашиот Творец, кон нашиот небесен татко, кон тој кој е наш создател. И што е најбитно, да го разбереме како татко, да ја разбереме таа блискост што тој ја има цело време со нас, ама ние ја немаме со него. Тука е целиот проблем. И кога беше уште далеко, видете Христос што вели, и кога беше уште далеко блудниот син, значи далеко во духовна смисла, овде не само во географска, просторна, туку во духовна смисла, но сепак кога човек духовно ќе сака да се придвижи кон својот Творец, кон нашиот небесен Отец, тој иако и духовно далеко од Бога, тој ги чувствува Божите енергии, Божјата љубов, Божјата милост кон себе. И затоа Христос вели, и кога беше уште далеко, го виде таткото негов и се сожали на него, па потрча, го прегрне, го целива. И синот му рече: татко, сгреши против небото и пред тебе, и не сум веќе достоен да се наречам твој син. Тоа е, браќи и сестри, вториот аспект на излез, второто скалило на излез од кризата, тоа е нашето покаяние. Метаноја, промена на умот, промена на, односно, напуштање на нешта кои не се вистини и вредности и отвореност да се прими вистината на постојањето таква како што таа е и вредностите на постојањето такви какви што тие се. Тоа е покаяние. Значи човек кога се отвора за вистинската вистина таква како што таа е и за вистинските вредности, тој знае што е лага, што е грев. И тогаш тој е свесен за својата огревовеност, тој е свесен за своите животни промашувања, ме разбирате, за сите кризи кои го следеле во животот. И тогаш тој станува свесен зошто сите тие кризи му се случувале што му се случуваат. Гледат? Во тој момент вашиот живот добива една друга светлина, една како да ви кажам, друга смисла, друг хоризонт, има излез. Тогаш веќе гледате рака која е потегната кон вас, која ви помага да излезете од таа состојба на криза, на личностна изгубеност. И тогаш во покаяние вие барате прошка, затоа што тогаш сваќате дека кога сте биле во криза и кога на погрешен начин сте ги решавале состојбите на криза, сте предизвикувале страшно страдање на многумина околу вас, но и на самите себе си. И тогаш барате прошка за сета таа болка што сте ја потикнале и кај другите и кај самите себе си. А таткото им рече на слугите своји: изнесете најубава промена и облечете го, и дајте му прста на раката негова и обувки на нозете негови. Па дотерајте и заколете угоено теле, да јадеме и да се веселиме. Значи, пристапот не е: ти сега беше тоа што беше, сега чекај сега да те судам, да видам јас целата вина твоја да ти ја фрлам врз глава и да ти кажам во очи сега што си правил до сега. Не, таткото се радува. Се радува затоа што, односно нашиот Творец, Творецот на нашето битие, Творецот на нашата личност, Творецот на тоа што сме ние, се радува затоа што излегуваме од темнина, излегуваме од кризи кои предизвикуваат уште поголеми кризи и се радува затоа што ги напуштаме промашувањата во нашиот живот и го пронаоѓаме вистинскиот пат, патот кон нашиот небесен Отец. И затоа тој вели: овој мој син мртов беше и оживе, изгубен беше и се најде. Ова е формула, браќи и сестри. Значи, нема
За мене, не сме да има християнин, Христов ученик, член на Христовата црква, кој не ги разбира овие зборови. Тоа е темелот, но во исто време и суштината, но во исто време и првото скалило за излегување од сите оние кризи со кои ние се соочуваме во нашиот живот, а без да имаме духовна разбуденост. Кога имаме духовна разбуденост, кога ќе станеме свесни дека сме биле мртви, кога ќе станеме свесни дека на вистински начин не сме го живееле животот, кога ќе станеме свесни дека кога имаме единство со Отецот преку Христа во силата на Светиот Дух и во црквата, тогаш таа свесност ни дава сознание дека нашиот живот има смисла, има правец, има вистина, има вредност. И тогаш внимавајте, со ова сознание сите останати кризи со кои ќе се соочувате и на внатрешен и на надворешен план ќе ги решавате многу полесно. Знаете зошто? Застото што имате со кого да ги решавате. И има кој да ги решава во вас и преку вас. Тоа е темелот. Тоа е темелот и без ова ниедна криза суштинска не може да се реши кај било кој човек. Доколку тој човек не се врати кон Отецот Небесен, не помине низ покаянието, низ духовното будење, низ враќање кон вистинските вистини, кон вистинските вредности на живењето, односно враќање кон Небесниот Отец. Тоа е првата криза. И решавање, како се решава првата и суштинска криза, со која сите ние се соочуваме.